студиото овде на Утринска на Телма веќе расприкажани за сето она што денеска ќе се случува, но некако тажни, затоа што ни треба секогаш многу време за да се случат убави нешта или работи. Како да забораваме и во ова, можеби најлошото време за нас како држава, да си докажеме самите пред себе кои сме, што сме и докаде сме, најмногу може веројатно да ни помогнат музеите и сето она што го има во нив, што значи богатство, што значи историја, што значи Македонија, ако сакате, како сакате тргнете, но срекни сме дека можеме да ви кажеме дека денеска во 12 часот токму во просториите на Музеот на Македонија ќе се случи промоција на новиот каталог со копии од музејски експонати и сувенири. После помалку од 20 години ме поправа авторот на овој каталог. Тој е тука и им велам ви благодарам прво за присуството. Се надевам дека ќе имате време или подготовките се веќе направени вамо во Музеот на Македонија заедно со нас. Ајде да почнеме тогаш од вас, нели како за поканата преце и за вашиот интерес кон денешниот настан што го имаме во 12 часот промоција на каталогот. Главниот соработник Аида Јановиќ е заедно со нас и авторот Милан Пејовски. Добар ден, добре ни дојдовте. И морам да прашам прво, зошто 20 или близко 20 години требаат за да се изработи нов каталог? Кој ќе почне? Милан? Па не можам да дам некој конкретен одговор. Зошто? Можам да ви кажам како дојде идејата. Ајде, да, што тргна како автор, од каде се тргна? Како тргнавте за да сватите дека е потребно нешто вакво да создавате? Па, ние од претходно ни бара самите потрошувачи како да најдат начин да ги видат овие производи, но најден се случи минатата година. Едни посетители од странство која дојдоа и ми побара, вика, Милан, дај ни некој автентичен македонски производ. Понуди. Ја како домар домаќин, нели? Викам, повелете од нашиот асортиман на производи. Вика, нема проблем, вика, дај ни да видиме што слики има, да видим. И јас тука останав малце затечен, не знам што да им кажам. Викам, немаме слики. Немаме слики, почнав да барам по телефонот, најдов некои 3-4, ама не е тоа. Така да, после тоа поднесовме проект до Министерството за култура, во едно благодарам многу за начинот на поддршката која што ја дадоа код нас. Го одобрија тој проект и еве сме каде што сме. После 7-8 месеци напорна работа со тимот, го направивме овој каталог. Да, што се е внатре? Што се како експонати или сувенири ги има внатре? Значи вака, ние го направивме каталогот според материјалот од кој што се произведени. Добро. Таква поделба на систематизација на предмети направивме и поделивме на копии од теракота, значи производи од глина, копии од гипс, копии од бронза, копии од разни орнаменти и монети. Така, овде лево може да видиме, нели, што се копиите. Да, на почетната страна имаме и различна боја ги представува, копија од дрво и сувенири. Еве можеби вака, па еве го каталогот оди во видео форма, па ќе видите гледачите, така. Значи, офатени се вкупно 192 различни предмети на 42 страници од каталогот. Значи, заедно со подгрупите и подкатегориите на производите стигаме некаде до 400 предмети кои што ние ги продаваме. Морам да кажам дека ние како музеј на Македонија имаме ексклузивно право да ги продаваме овој тип на производи. И друг, например, не би смеел да го направи тоа. Затоа што имаме одобрение директно од Министерството за култура. Да, затоа што нешто сте учели и знаете многу повеќе од нас. Другите, така е, да, кои што можеби ќе се направат некакви копии кои што нема да личат на оригиналот, така ли Аида? Така е, секако меѓутоа тоа и не е дозволено со закон. Така е, и тоа не смее да се работи. Да. Значи, што би се случило кога секој ден би почнал да изработува копии на оригиналите? Така е. Значи, се има за тоа кое спомна Милан, дека ние го имаме тоа ексклузивно право и никој освен нас во Република Македонија тоа право го нема. Се друго е противзаконско. Така е. И сега, по создавањето на овој каталог, рековте 7-8 месеци работевте. Но јас и во најавата и сега, нели, кратко додека нели се подготвувавме за овој разговор, ви реков се сеќавам на многу поубави времиња, нели? Веројатно сите се сеќаваат на некои поубави времиња, ама јас кога сме кај Музеот на Македонија навистина се сеќавам на многу убави времиња кога таму се бараше и карта повеќе
и се одеше да се види како е процесот на изработка на овие сувенири и како се ткае и како се преде и како не знам што се прави се и како се плете, па имаше нели амбасадорки, па имаше и жени на познати наши. Се сеќавам дека јас кога сум била еднаш така имаше јас сум ја снимала токму таму за жал веќе покојната супруга на Владко Стефановски. Значи и она сакаше да научи да ткае или да го види целиот тој процес на ткање. И сега во муабетот тука, нели? Ве прашувам како луѓе кои што сте во музеот и кои што веројатно во овој период може би треба и ние медиумите малку повеќе да ви даваме внимание или да ве прашаме за никакво искуство или споделени, или споделени ваши мислења. Но во ова време ни време барем за Македонија, бугарски предлози, вакви предлози, француски предлози, португалски, не знам какви, едноставно под притисок. Така е, да. Никако, можеби секој од нас треба да помине и вака можеме да ве повикаме сите. Колку е карта во Музеј на Македонија? Има карта? 100 денари, да. 100 денари. Ето, наместо кафе во турска чаршија, отидете до Музеот на Македонија и таму што можеме си да видиме. Ајде, Милан, може ли да ми помогнете? Во моментов ја имаме постојаната збирка, историска збирка во изложбениот салон. Ги имаме иконите. Тоа е во делот на историјата на уметност. Од етнолошката збирка, Милане, во... има етнолошка поставка. Така, етнолошка поставка на децата имаме. бегалци. Добро. Центарот за едукација секако работи и понатаму. За деца, предучилишна и училишна возраст. Така, и секако деца и со посебни потреби. Така, кои што ги вклучуваат во процесот, така. Да видиш што и како. Така, и тоа е навистина една хумана работа, би рекла, затоа што и на таа категорија на деца им се посветува внимание. Така е. Сега, како да дојдеме ние пак да го вратиме оној убав сјај или златно време на Музеот на Македонија, кога, например, еве јас сакам да научам да направам не да направам, туку да видам каков е процесот на изработка на големата мајка. Зашто ни треба, Милан? Провокација еве сега. Освен каталогов. Јас некогаш треба да бидеме поагресивни, меѓутоа во една позитивна смисла да не бидам погрешно сватена. Значи, требаат многу проекти, треба повеќе проекти. Ова се постојано велам никако да тргнеме од како во повои сме, постојано ќе тргнеме и нешто се случува, застануваме, стоиме во место, повторно ќе се појави некој како колегата Милан, ќе смисли некој проект, меѓутоа има и други работи, што ги спомнавме, оние притисоци од претходно. Самите настани што се случуваат, значи да не ги спомнуваме сега и оние немили настани во изминативе 2 години, каде што бевме и блокирани и одсечени, буквално каде што се стоеше. Значи за многу нешто немаше средства, а не пак за културата, знаете, културата е секогаш некако некаде на дното. Па, од прилика така е, за жал. Јас се надевам дека ќе додат некои подобри времиња, меѓутоа за сега е така. Сакам да напоменам дека луѓето, колегите мои што работат во нашата установа Музеј на Република Македонија, навистина се трудат и се обидуваат сето свое знаење, сите оние своји вештини што ги имаат, никако да ги промовираат. Дали преку проекти, дали преку едукација, како што спомнав пред малку, со деца така на различна возраст од 7 до 12-14 години, како тие повеќе би можеле да зборуваат за тоа. Значи се обидуваме на секој можен начин, барем приближно да го вратиме оној сјај некогашен. Меѓутоа јас не би се сложила, ние и понатаму. Не вие однатре може некако гледачи или ние како добро работиме барем во овие сегашни услови. Значи ќе речам во условите и можностите кои што ни се даваат. Не секогаш зависи од нас. Не секогаш. И покрај најдобрата желба, и покрај најдобрата волја, и покрај тимот на стручни соработници и вработени, некогаш се случуваат за жал и работи каде што ние сме немоќни. Едноставно немоќни сме. Но најде убавото да се префрлиме ние овдека. Каталогот е прекрасен и сега и е одлична можност не само за домашните, туку и за странските туристи, нели, да најдат се она што им е потребно. Значи да си го одберат вистинскиот подарок за себе, за некој свој близок, да понесат и да откријат така нешто. Но, кога сме кај ова, кога сме кај продажбата, веројатно кога треба да се избере нешто од овде, треба и да се праша од каде тоа потекнува. Кој тоа раскажува? Кој тоа треба да го направи, да биде, како да кажам, да има приказна. Секој од овие производи има во себе многу векови и години. Така. Па имаме ние екипа од стручни продавачи, исто и кустоси, кои што ги имаат тие информации, приказни, кои што ги
пренесуваат пласираат како им туристички пласираат. водичи или како нели Токму или така, како да. И кој сака да се интересира нешто повеќе, тие се спремни во секој момент да пристапат и да ги Аха, пренесат тие приказни. да. Сите овие предмети кои што ги продаваме се најдени на тлото на нашата држава. Така да имаме многу добри информации и податоци што да ги заинтересираме, да можеме да ги заинтересираме потенцијалните купувачи и потрошувачи. Ако му речам на Милан 5 производи од сите овие да избера за некој кој што доаѓа во Македонија и да однесе дел од историјата на Македонија со ваква копија, да, што би избрала? Дефинитивно големата мајка. Големата мајка, да. Тоа е. Ви кажав Сабајле, значи сте слушнале приказната за мажани женети дека Така, дека носи секој мора берикет, да- големата да мајка имаме. е една икона кај православците, барем. Така, Тоа сум го така. чула, не знам дали носи срека и А колку, не мора ама да биде само кај православните. така е, зошто не? Па не мора затоа што таа е неолитска. Во време кога воопшто не постоел монотеизам. Каде што имаме некои сосема поинакви верувања, токму ова е тоа големата мајка, верувањето во големата мајка Божица. Така да не мора да значи дека само христијаните така е, може да ја имаат во големата така е. мајка. Може Значи, секој. може било кој, може припадник на било која вероисповест. Одлично. Дали е во прашање јудаизам, дали е во прашање ислам, тоа воопшто не е битно. Точно. Значи Добро. секој еден Големата во својот мајка дом е- може да ја Да кажам, посетува. сакам за големата Ајде, мајка, ние кажете. имаме толку голема побарувачка летово, поготоа кога се отворија границите, Навистина. што буквално се бориме за да можеме да постигнеме да ги изработиме доволен Кажете број ми на колку е бројката да речеме на побарувања? па може да број дневно од- сега да кажам сигурно минимум 10. Минимум 10 дневно, е што е стварно убава бројка. убава бројка Така и е. тешко за изработка. Да. Сепак има процес на изработка кој што мора да се исуши предметот, па да се испече, значи тој процес се состои од некаде околу 2-3 дена. Да, се запазува Така да оригиналниот мора начин. да биде А кој го да, прави тоа во музеот? да имаме вработени лица. Вработени така лица, да, кои што кои се го тој дел. Се задолжени за изработка. Значи голема мајка, еден, Дефинитивно. уште 4. Па да речеме чаша со мотив на штит, Аха. македонски штит, вардарски рит од Гевгелија. Добро. Каква е оваа чаша? Колкава е? Вака не, големинава не знам Па што некаде значи? вака, значи има, да. Мотивот е важен, Мотивот е штитот, најважен. македонскиот Така, штит. аха. Најчесто поради тој мотив и го ја зимаат. Аха, добро. И приказната е македонскиот штит, оној Да. познатиот македонски штит. Познатиот токму така, познатиот Добро. македонски штит, да. Добро, Милан, потоа? Токму така. Обавезно мора од теракотните икони. Ајде. Која? А Која да? сите се убави, еве ние овдека имаме донесовме една Одлично. Да. Да. Давидов псалм, 41-иот Давидов псалм. Нешто Оте, повеќе би има можела нека да мала- каже колешката Ајде, Аида. да повелете, да ни Анида. кажете нешто, може би Значи, ќе заинтригираме некого да да. тркне до музеј. Значи, ова е Давидовиот псалм 41. Инаку, ова е теракотата, една од теракотите пронајдени на Виничко кале во Виница. Овде имаме една символична представа, имено илустрација на псалмот 47, Давидовиот псалм 41. Чекај само дали можеме вака да може вака не Може, вака не. да, може би само да не ја најдобро. скршам. Може би најдобро би Ајде, било вака. така. Значи, инаку да кажам пред се за Ајде, Еленот, да. представува еден од најстарите зооморфни символи во ранохристијанскиот период и самиот псалм, значи представува илустрација иконава овде, представата на иконава, представува илустрација на Давидовиот псалм 41. Имено, покрај Еленот се прикажува извор од кој што блика вода, некогаш кантарос, фонтана, зависи. Самиот Елен, всушност, да го кажам, веќе кога почнав и самиот, како оди 42-иот псалм, како што кошутата жедне е по водните извори, така душата моја, Боже, копне по тебе. Токму тоа е таа илустрација. Имено, Еленот го представува копнежот и желбата Колку на убава верниците приказна. за Господа и неговите пораки. А изворот, Добро. изворот е Христос, изворот на новата вера. Одлично. Тоа е таа приказна. Има многу да се И кога зборува. ќе ви ја раскажат вака Знаете приказната, како, секако има ќе многу- постигнете. Има многу да се зборува. Да. Има многу да се зборува, меѓутоа во контекст на времето. да, не знам да. дали имаме време. Да, па немаме многу време, ама јас сакам Да. барем да ги заинтригираме и можеби еве да начнеме некаква Тука, соработка со музеот на овде Македонија во новата овде сезона. Во Да. рамкава што е испишан и латинскиот текст, значи на псалмот. Браво. Добро, а што е ова друго што го имаме и тоа би го понела вие? Тоа се светилки. А светилки? Да. Светилки. Да.
Има некаква приказна со светилките, Има Аида? за секој предмет. За Има секој посебна предмет, информација да. да ја одредена Да. приказна. Па јас мислам дека ова били најкористените производи. Така е, да. Затоа што покрај утилитарната вредност се употребували и во обредни цели. И самата светилка има големо значење. Она што денес за нас е струјата, во некое време. Во некое време била таа светилка. Па така, нормално не сме Така имале е. струја, не сме морало луѓето некако да ја осветлат ноќта, особено во зимските денови Знаете кога како, денот е краток. Би сакала да видам дека некој историја професор па ќе ги однесе на некакви часови или можеби секој, не знам, час во месец, еднаш Би било месечно фино, да. ќе отидат во музеот на Македонија Тоа би каде што било прекрасно. поинаква ќе биде приказната Секако. и веројатно вака преку раскажување низ вакви Да. слики и приказни е поубаво учењето, Како нели? не? И останува, тоа Како не? учење останува, другото се е наизуст и се заборава. Да, Така некако точно. Аида. Да. И сега она Јас што ми тоа го не- дадовте уште едно, нели, да не изумиме само, а предизвик интерес кај мене, Константиновиот крст и приказната за Константиновиот крст, вели крсту победувај и носи победа на тие што веруваат во тебе. Стои запишано на овој крст, нели? Која е всушност приказната вака кусо, можете ли? Приказната е поврзана со Константин и неговиот сон, така. кога ја сонувал онаа битка, колку што јас се сеќавам од историја сега со ликини, чинам дека Еве го Константиновиот крст, вели тракутна икона, виничко кале. И му се сонил, знаеме дека Константин не бил покрстен за разлика од неговата мајка која што била голема верничка. И долго време, значи не бил не одел по патот на Христа. И тогаш му се сонило пред самата битка, му се сонил крстот. Така всушност и пристапил кон верата Христова. Но и му помогнало за да Точно стигне така, таму затоа е каде што... победнички крст, се Така е, нарекува. да, Константиновиот крст и многу е убава оваа порака која што е испишана на овој крст. крст, така. Да, Милан, уште некој ни остана предметче што можеме да Па, понесеме да или кажам, јас доволно? стварно ми е Стварно е тешко пет да тешко изберам. да избор. Добар. Би можел не 5, 20 сигурно, кои што ми се Така е, така. да. Па би издвоил еве и да речеме мермерната статуа из зида, прајана во Охрид во вториот век пред нашата ера. Да, тоа е египетско влијание, Да, тоа е. инаку, да, и за мене, според мене прекрасна е, навистина е прекрасна. Да. И сега кажете ми, дали се отворени вратите за сите оние кои што сакаат да видат што изработиле луѓето? Милан и Аида заедно со својот тим во 12 часот во Музеот на Македонија, или има место некое кое што е нели затворено? Како ќе биде оваа промоција? Отворена е. Отворена е, да, добро, и така што упатувам моментално и покана покана до можеме секој што е да така е, слободен да. да дојде да посети да види самиот амбиент го направивме во таа насока со видови на производи од нашиот каталог. Супер. Да исто така ќе имаме и еден музички перформанс од специфични инструменти, канонче, гитара. Така да тоа ќе биде еден пропратен елемент. Полека го враќаме сјајот. Така е, да. полека, да. Јас се надевам на вистина дека во септември ќе продолжиме, мислам, ќе оствариме некоја соработка што можеби на месечно ниво би била еднаш, да не упатувате, но да зборуваме за тоа Така, што јас искрено го се нуди. надевам и на вистина би сакала да се зборува да. за културното наследство, што е можно Така е. повеќе. Хајде и Милан за крај на овој разговор. Можеби е несоодветно прашање, но морам да ве прашам како провокација барам. Во ова време, такво нели, вакви сме тие сме. Време не време. Така е, да. Колку често ве прашуваат? Дај раскажи ми некоја приказна вака да ми го дигнеш моралот, вака да ми кажеш колку е убаво да си македонец. Еве јас ќе почнам. Има заинтересирани, без оглед што мислиме, како мислиме, без оглед на се она што се случува. Сепак некаде сум приметила кај човекот постои нешто што го интересира, што правеле неговите предци. Може би неговиот предок го изработил овој предмет. Баш генерално гледаде сега вака. Некој. Па така, Така значи е. во секој случај наши предци. Така е. Некој тоа го изработил, мислам на оригиналите секако ова се копиите. И постои интерес. Јас онака во некои своји разговори сум приметила. Да. Такво Добро, нешто. добро, супер. Добро е барем. Милан, имате вие некое свое искуство за ова или не ве прашуваат многу околу историја? Па не, јас сум повеќе во администрацијата. Во администрација сте вие Не сум, повеќе. не сум Не стручен сте толку кадар. за раскажување на такви Ама во приказни. неврзани разговори секако. Така е, да. Да. Добро, ви благодарам за присуството, убава промоција. Еве направивме и мала промоција пред промоцијата. Благодарам за приказните, Аида. Ова се само дел, драги мои, од приказните кои што сите ние може да ги уживаме, само да сме умни и да си посакаме да дознаеме многу повеќе за нас самите. Еве музеот е место и Музеот на Македонија е едно од местата каде што можеме да научиме многу повеќе за нас самите. Уште еднаш убава промоција.